Да, ќе зборуваме токму за ова. Само ќе споменам дека во светот во кој премногу често тишината околу болката и предизвиците на родителите на деца со попреченост знае да биде оглушувачка, има и луѓе кои одлучуваат токму таа тишина да ја претворат во глас. Јасен, храбар и полн со љубов. Во нашето студио денес ги поздравуваме двете дами чии животи и дела се доказ дека емпатијата, посветеноста и верата може да променат многу. Со нас се Амела Мемиш Апостоловска, клинички психолог, авторка и мајка на две дечиња со различна попреченост, инспирација за незината мисија. Таа е и основач на Сдруженијето Гласот од тишината, Скопје, кое токму деновиве ја започна својата психолошко-мотивацијска турнеја низ Македонија со цел поддршка на семејствата кои се соочуваат со овие животни предизвици, а со нас е и Жанет Маркушова, активистка, хуманистка и сопруга на амбасадорот на Словачка, која веќе 7 години со љубов и скромност делува во нашата земја, особено посветена на децата со аутизам и нивните семејства. Затоа што значи да се биде родител, да се биде пријател, поддржувач и глас за оние кои често не се слушнати, разговараме токму во продолжение. Господи, ви благодарам што ја прифативте поканата и што ова утро сте заедно со нас во Ја сакам Македонија. Ви благодариме и ние за вашето гостопримство. И драго ми е што и да сме тука, да се слушнаме. Каже во најавата, Амела, вие не сте само клинички психолог, тука и мајка на две дечиња со попреченост. Колку овој личен аспект ја оформи оваа ваша мисија и Сдруженијето Гласот на тишината? Како започна се тоа? Сето ова започна кога зборуваме за оформување на Сдруженијето за личен раст, развој, психолошка помош и поддршка Гласот од тишината од издавање на книгата Гласот од тишината, која што ми беше мотивација да ја напишам врз основа на моите две деца и искуствата со нив. Затоа што и двете се со различен тип на развој, различна когнитивност, функционирање, и сето тоа го склопив во една книга која што не е исцрпен трактат за аутизмот или магично стапче што ќе го излечи аутизмот, туку токму мотивација за да може да ги поттикне родителите да вратат својата самодоверба и да застанат до своето дете да бидат баш оној глас во кој они молчат. Жанет, вие споменавте во најавата веќе 7 години сте во Македонија и иако не потекнувате од тука, вашата посветеност на децата со попреченост е повеќе од инспиративна. Што беше моментот што ве поврза токму со оваа заедница кај нас? Кад сам дошла овде во вашата држава, како прво сам си рекла да сакам да упознам култура и луѓе кои живеат во оваа држава и со какви проблеми се соочуваат и како би сам јас могла на неки начин да им помогнем. И токму по тоа ми долазили различите покани на настани и работилници со овие деца, каде што сам упознала стварно много семејства, сам се ближила со много деца, здруженја, родители. Но да кажем искрено, највише и најмногу сам се научила кад сам упознала и се близко с пријателва со Амела, која ми е више него пријателка. За мене е тоа веќе како моја сестра. И порад све около што сам упознала и научила, сам се највише научила од њезине две прекрасни деца, од Леона и Андреј. Амела, во петокот започнавме психолошко-мотивацијската турнеја со градот Кавадарци. Што покажа првата средба со родителите таму? Какви се реакциите од таа средба, за која имаме практично и инсерти или слики од она што се случуваше во Кавадарци, полна сала? Општината Кавадарци, поточно делот од Комисијата за еднакви можности, ни ги отвори прво вратите и на повика, затоа што е од хуманитарен карактер, не е од проектот зборувам да се изразам, ни ги отвори вратите и јас не знаев како ќе биде. Но кога отидов таму, бев како во сосема
друга димензија, а не во реалноста во ова што го живееме тука. Тоа беше полна сала, да, од родителите секој си го искажа оно што му е потребно, како јас што знам што мене ми е потребно и за моите деца и во секој родител го видов оној дел. Што ќе биде со мене, со моето дете после мене. Значи тоа е еднакво кај сите. Како и кај мене. Исто така. Видов многу љубов, дружби, разговори, споделување на секој за своето дете, животната сторија ја запознав. Премногу љубов од децата, возрастните, да кажем, кои што се со, иако ги нарекуваат атипичен развој, јас пак ќе кажам дека се само индивидуални во својата различност, како сите ние. Така сум воодушевена. За прв пат сум воодушевена од таков настан. Тоа е нешто што треба да се доживее. Жанети, вие сте дел од оваа турнеја и вие бевте во Кавадарци. Што ве мотивираше да се приклучите и како ја доживувате оваа мисија, која што само што започна во Кавадарци ќе продолжи во другите градови низ Македонија? Кад излегувам стално измеѓу луѓи во здружење, во семејства, и гледам да стално има многу родители кои су многу тивки, како да им е... Знам да има кад нив многу таги, многу прашања, многу неизговорених, да кажем, реченици кои би хтели да кажу. И токму затоа кад ми Амела рекла дали би сам сакала како поддршка да идем со њезе на ово турне по Македонија, за да на неки начин се потрудимо максимално сите заедно да ови родители почну чврсто да стојат позади своји деца и заеднички гласно да говоре за нивове потреби и да овие деца сакат исто да се прихватени и да их разбирамо сите ние около што живееме. Прирачникот од тишина до глас е клучен дел, ке речем, од оваа турнеја. Што содржи и на кој начин може да им помогне на родителите кои секојдневно се соочуваат со предизвици? Првото нешто има 52 поглавја содржински, во која што најбитните работи се прифаќање на диагнозата, затоа што секој родител се соочува со тоа и од лично искуство, мислам, и од професионално, тоа го имам видено кај родителите, неприфаќањето на диагнозата, себе обвинување, лутина, гнев, бес, па зошто јас, зошто баш на мене, тие се тие клучни прашања кои што се обвинуваат. И во овој приречник им нуди родителот како терапевт, затоа што родителот е 24 часа со тоа дете, им нуди едноставни практични вежби, но многу корисни, за да не мора да трошат многу финансиски средства, затоа што многу добро знаме дека не сме многу поддржани во тој дел. Туку со едноставни работи кои што се во секојдневието ги потребуваме да може да ги прават тие графомоторички вежби, сензорните, когнитивно-бихевиоралните, но секако се објаснети не вака стручно, туку се, да кажем, народски, за да може да бидат разбрани од страна на родителите. Исто така тие се корисни за сите нови кои што се завршиле за СЕР, обично ги викаат, тоа се специјални едукатори и рехабилитатори, зборувам за студенти, кои што туку започнуваат да можат да знаат како да се справат и со родителот во моментот кој ќе дојде кај нив, за да работи со детето, но и со детето како да ги спроведуваат. 52 поглавја, јас само ќе споменам дека Амела, вие отворено велите дека и го свртевте грбот, колку и да сурово тоа звучи, на класичната медицина и создадовте сопствени методи во поддршката на вашиот син Леон. Што точно значи тоа и што покажаа резултатите да им откриеме на нашите гледачи? Најпрво ја почнав да користам методи да вклопувам од Адлер, од Ериксон, зборувам од развојната психологија, се насочив повеќе на психологија и психолошкиот процес, ремисијата што не е се уште признаено од страна на психологијата. Почнав да работам на ремисија, затоа што самата ремисија создава нови синапси, што кога јас ќе бидам убедена дека моето дете е добро, автоматски ја пренесувам таа ремисија на своето дете.
А најмногу го работам со него во моментов на когнитивно-бихевиоралната терапија, затоа што тоа е за Аспергеров синдром, за да можем да надминеме кон савант, каде што веќе сме на половина пат натаму. Исто така има и зборувам за рана интервенција, има и тестови кои што се спроведуваат, но не се веродостојни дека ќе покажат во 100% дека се работи за аутизам или за било која друга попреченост. Но сепак ќе кажам едно нешто. Овдека станува збор за целокупната попреченост, не само аутизм. Тука станува и церебрална парализа, значи каде што има вежби на зглобовите, исто за вежби за зглобовите, за фината моторика, грубата моторика, тоа го содржи прирачникот, а исто така содржи и сведоштва од Македонија и диаспората. Жанет, вие сте блиска со Леон, синот на Амела, кој има неверојатна животна приказна. Што научивте од Леон? И што од останатите дечиња со аутизам со кој што се сретнавте за овие 7 години престој овде кај нас? Искрено да кажем, немам ни доволно зборови како би сам објаснила то што сам се све научила од Леон и овие деца со којима се почесто дружим. Највише што сам од нив научила, што ми показали ту нихову искрену љубов према мени, према светот воопшто и трпление. Научила сам многу поред нив на трпение, што врло препорачувам зато многим луѓима да долазе на вакви работилници, затоа што стварно то не можем да попишем ни јас со зборови што доживувам со тие деца. Тоа е радост, љубов, среќа. Затоа овие деца не ми се допадна овај збор како се кажува попреченост, него јас овие деца називам за мене децата на љубов. Так. Амела, денеска беше спречен заради училишните обврски Леон да присуствува овдека кај нас во студиото, замина во село Делјадровце на екскурзија заедно со неговите ученици. Какво дете Леон? Треба да биде присутно да почувствувате неговата енергија и се ќе ви биде јасно. Леон е дете кој што е комплетно вербален, свесен за себе, кој што ги извршува своите обврски, дури и сега во фазата на пубертет, каде што многу родители се соочуваат, кои што имаат деца со аутизам или било која друга попреченост или пропратна дијагноза на некој синдром, каде што во Македонија кај нас ние немаме се уште класификација на тие синдроми, а ги има многу, зборувам кои што јас сум ги запознала лично, одлично функционира, без никакви суплементи, медикаменти, психотропни субстанции, ништо тоа, затоа што ја јас во однос на медицината и го свртов грбот поради случајот со ќерка. Но и за оваа турнеја се одлучив поради тоа што ке мене пред извесен период беше диагностициран канцер. И реков дека треба да направам, бидејќи тоа е она потиснатото што сум го потискала долги години, копчето стрес менеджмент било стискано, за да ги справам своите деца на нозе, да не се почувствуваат отфрлени, туку да се почувствуваат баш прифатени. И затоа се одлучив на овој хуманитарен дел, да го извадам потиснатото и да ја расширам свеста на родителите. И добродојдени се родители кои што немаат деца со атипичен развој, само така ќе може да почувствуваат како е да се биде со другите родители, како може да се почувствува и боката, и исто така и да ги едуцираат своите деца во присуство на децата кои што ги нарекуваат со атипичен развој. Би кажала и дека не постојат нормални. Постојат само различни невроразвојни, индивидуални детски насмевки и погледи. Кога условно речено животот ќе ви зададе шамар, како успевате да се издигнете повторно? Што е тоа што ве движи за да продолжите напред? Ке споменам еве пак за да гледачите да знаат дека вие се соочувате со две деца кои што имаат известна попреченост. Еве ми споменавте сега, ми откривте дека диагностициран ви рак. Тоа се удари кои животов и кои многумина не може туку така лесно да ги
поднесат. Сега е лесно да се рече ослободете се од стресот, но тоа се веројатно методи, тоа се механизми, не е тоа само еден златен збор кој што едноставно ќе исчезнат или ќе се поправат работите. Денеска проговорив за тоа, иако не ми беше дека сакам да проговорам, туку решив да го пуштам баш тој глас и да ги охрабрам родителите. Не е едноставно. Баш во тој момент кога беше тоа индиректно кога ми беше соопштено, бевме заедно со жени. Првото нешто што ми дојде да ја кажам беше ако нешто на мене ми се случи, молам милион човек. Вербата во Бог. Значи, тоа е нешто што потоа одеше процесот на прифаќање, на себеобвинување, зашто сега покрај сите удари, зашто ова мене да ми се случи, секако дека следуваат низа испитување и се останато што треба да се дозаврши, но јас верувам длабоко во себе дека ќе успеам како што успеав со Леон да се изборам со ова. Само заради моите деци, заради луѓето кои што ме обкружуваат, кои што ми се поддршка, тоа е жени, тоа е Елена Бегова, која што моментално не е со нас од оправдани причини, ми се најголемата поддршка. Амела и Жанет, ви благодарам што утрово бевте дел од нашето студио и што ни покажавте дека кога ќе се здружат љубовта, знаењето и трпеливоста и тишината знае да проговори. Токму така. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам многу здравје и секако вие сте отворени, вашето здружение е отворено за комуникација за сите оние кои што им е потребно било каква поддршка. Отворена е, јас упатив апел за сите кои што сакат да си донираат боенки, боички, може слободно да ни се јават за подигање од тука во Скопје, немаме проблем. Доколку се од други градови, ги повикуваме едноставно сите. Отворени сме за здружување. Добив повики од Фатима Зебери, она е професорка на Балкански универзитет. Отворени ни се вратите и тамо, што ни е прв во Македонија универзитет што ни ги отвори вратите и ни рече повелете се што треба ќе ви помогнеме. И јас им благодарам, се надевам дека другите ќе земат пример и ќе одиме по тој пат да ги сплотиме сите заедно. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам многу успех на турнејата и уште многу допрени срца низ Македонија.